खलीफा दिल हमारा है, जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है, खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है। दूसरी तरफ अस्पताल अहमदिया हजूर अब लवाए अहमदियत की जानिब बढ़ रहे हैं। हजूर की दाएं जानिब जर्मनी का रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Сокревање на знамето на Ахмадија муслиманската заедница и знамето на Германија од страна на духовниот лидер на заедницата, петтиот халифа, неговата светост, Хазрети Мирза Мирсоор Ахмад, на 7 септември официјално се означи стартот на 43-та годишна конвенција Џалса Салана. Организацијата е формирана на 23 март 1889 година во Индија, што значи дека постои повеќе од 120 години. На светско ниво присутно е во околу 200 држави. Во некои е во почетна фаза, а во некои веќе представува сериозна организација со по неколку милиони членови. Точни бројки нема, но се претпоставува дека се работи за бројка од околу 20 милиони членови, припадници на оваа организација. Danas smo prisutni na 43. Jalsa Salane Ahmadija Jamaat u Nemačkoj. Овде сме присутни на 43-та Џалса Салана која се одржува во Карлсруе, Германија. Денови веќе имаме прилика да слушнеме неколку говори од наши имами. Исто така и халифата ќе има неколку обраќања, како во машкиот, така и во женскиот дел. За оние кои не се запознаени да појасниме дека еден дел од Џалса Салана е наменет само за машката популација, а друг представува дел наменет само за жените. На третиот ден халифата ќе одржи завршен говор со кој ќе ја затвори 43-та Џалса Салана. Освен ова, посетителите ќе имаат можност да проследат и видат многу други различни содржини. Целта на овој собир е да луѓето се запознаат со стварноста и значењето на исламот. Муслиманите да го чуваат и негуваат, а оние кои не се, кои се наши гости, да дојдат и да видат дека овде, во сред Европа, постои една организација која шири љубов и хармонија меѓу сите луѓе и на тој начин светот гледа што значи исламот. Да напоменам дека годинава учествуваат рекорден број волонтери, односно околу 5000 лица. Знаете, ова е огромна церемонија и организацијата мора да биде на највисоко ниво. По тоа се подразбира обезбедување превоз, сместување и храна за сите гости. Годинава очекуваме повеќе од 40.000 посетители. Како и останатите, така и оваа година главен акцент ќе се даде на темите поврзани со вистинското значење на исламот. Знаете дека во светот постои едно погрешно толкување, погрешна слика за исламот, во смисла дека истиот поддржува војни, насилство и конфликти меѓу луѓето. Тоа е една сосема спротивна порака од онаа вистинската, онаа која ја праќа Куранот. खिलाफत तपते सहरा में घटा की साएबानी है, खिलाफत तपते सहरा में घटा. Основач на реформското движење на Ахмадискиот муслимански џемаат
е Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадиан, кој ја прогласил првата џалса салана во Кадиан, Индија. Во тоа време учествувале 75 членови. Од тогаш џалса е цврсто воспоставена во многу земји во светот. Како пример, во 1983 година во џалса салана во Пакистан учествувале повеќе од 200.000 гости. Од година во година се зголемува бројот на членови, па поради зголемените организацијски и логистички барања, од 2011 година џалса салана се одржува во Месево Калцруе. बहारे जावेदानी है खिलाफत बाप का साया खिलाफत माँ की शफकत है खिलाफत अहद पीरी में असा की कदरदानी है खिलाफत फजल रब्बानी Во организација, а и на покана од страна на Ахмадија муслиманската заедница, германскиот град Калцруе и годинава по 7ми пат беше домаќин на над 40.000 луѓе од дури 99 земји ширум светот. Првиот викенд од месец септември беше одбележан во знакот на тредневната религиозна конвенција, на која се упатија пораки за имиграцијската криза во Европа, при што светскиот лидер ги повика имигрантите да придонесат за општеството и локалните жители да покажат сочувство. Тој истакна дека е потребна цврста акција и силни казни против имигрантите кои ги злоупотребуваат или малтретираат жените. Хазрети Мирза Мирсор Ахмад се осврна на безбедносните предизвици од масовната имиграција. Го етикетираше екстремно десничарскиот пристап како тежок тренд кој го загрозува мирот и стабилноста на светот и рече дека мирот ќе биде воспоставен само со признание дека сите луѓе се Божји деца. खिलाफत हुस्न कामिल है खलीफा यार जानी है खिलाफत के बिना अपनी सभी हस्ती अधूरी है खिलाफत दिल की धड़कन है दिलों की राजधानी खलीफा दिल हमारा है खिलाफत जिंदगानी है खिलाफत फसल गुल भी है. Верниците во огромната сала го чекаат боси, без некои посебни ритуали. Поставени се и столчиња доколку некој сака да седне, а обезбеден е и простор за медиумските работници. Говорот можеше да се следи на два големи екрани, видеобимови, и на секој посетител и верник им се делеа слушалки, на кои можеа да го изберат преводот на свој мајчин јазик. На оваа конвенција најчесто можеше да се слушне урду јазикот. Саимскиот комплекс Месе беше препълн не само со верници од Ахмадија заедницата, туку и со припадници на други религии и нации. Ова е најголемиот конгрес на муслиманите во Европа, што се одвива редовно, почнувајќи од далечната 1891 година. Главната цел на соберот е искрените членови на џемаатот да бидат во можност да извлечат религиозни придобивки и во исто време да стекнат поголемо знаење и да напредуваат во реализацијата на Бога. Една од предностите е што ги прошират состаноците со своите пријатели, нивниот круг на братството и ќе ги зајакнат меѓусебните врски. Услов за влез на оваа манифестација е претходно изработена легитимација со код, па следи детална проверка и контрола со детектор, каде што металните предмети се забранети на самиот влез. Од 4000 до 5000 волонтери, мажи и жени, момчиња и девојчиња, поделени во неколку категории, сите 3 дена се грижат за гостопримството на целата манифестација. Се викам Камран Бату и овде сум волонтер заедно со уште 80 млади кои го чуваме знамето на Ахмадија муслиманската заедница. Преку ден знамето се вее високо, а во предвечеријато се спушта. Наша грижа е протоколот да се одвива без никаков проблем. आए हैं मेहमान मसीह पाक के काफिले दर काफिले उशाक के
आए हैं मेहमान मसीह पाक के काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के I'm the president for Association for Women. Јас сум председател на Сдруженијето за заштита на жените и болните луѓе во Сенегал. Со Humanity First, хуманитарната организација на Ахмадија муслиманската заедница, организираме разни хуманитарни проекти и активности. Овде сум прв пат и сум пресреќен што присуствувам на ваков збир од прекрасни луѓе, сите со една јасна порака дека љубовта може да победи се. Oui, je suis imam au Sénégal. Јас сум од Сенегал, овде доаѓам по 7-ми пат. Во Сенегал имаме околу 153.000 ахмади муслимани. Во соработка со хуманитарната организација Humanity First реализираме повеќе активности со кои помагаме на сите луѓе без разлика на нивната верска припадност. Всушност тоа е и мотото на Джалса Салана: љубов секому, образа никому. तीन दिन नूरों नहाएंगे यहाँ यूं ही परवान नहीं सरशार से एक शम्मा रूह है इनके दरमियां काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के चार सू चर्चे रुखे अनवार के एक हंसी सूरत गुलो गुलजार के आसमां से रहमतों का है नुज़ूल. Волонтерите на Ахмадија заедницата свој придонес и голем напор даваат во организација на пристигнувањето и сместувањето на гостите, паркинг местата, подготовката на храната, готвењето, служењето и чистењето, се грижат за општата хигиена, за хигиената во тоалетите, како и за безбедноста на посетителите. Поради комплексноста на целиот настан, поставени се колички за превоз на постарите лица и инвалидите, како и до нивните паркиралишта. Убавиот збор на волонтерот е исто така составен дел на гостопримството. Во салите се поставени маси, столици и клупи, озвучување, но и многу неопходни работи кои што се потребни за извршување на работните задачи на волонтерите. Привремените ангажмани ги извршуваат во подигнатите шатори кои што се поставени надвор од големите хали. Се служи традиционалната пакистанска храна, како и ладни и топли напитоци. Ден пред започнувањето на конвенцијата, светскиот духовен лидер спроведе проверка на подготовките. За време на инспекцијата, Хазрети Мирза Мирсор Ахмад ги посети разните одели што се задолжени за организирање и одржување на настанот. Неговата светост беше информиран за ангажманите додека тој го прегледа местото каде што ќе се одвива настанот, бесе арената во Каутсруе. Подоцна, неговата светост им се обрати на илјадници волонтери задолжени да служат на конвенцијата, ги подсети на нивните одговорности како домаќини на Джалса Салана и се молеше за нив. जमाल एक ही आवाज पे बैठे उठे कोई दिखला दे हमें ऐसी मिसाल काफिले दर काफिले Yeah, we have an own Ние имаме меѓународна независна организација на жени. Имаме председателство на организацијата и реализираме програма која е независно организирана од жените. Премарната активност и целта на организацијата е да даде едукација на жените како религиозна, така и социјална. Овде сме сведоци како халифата ги дели стипендиите за оние кои што постигнале висок степен на едукација. Ваквите стипендии редовно се доделуваат. Тоа е и нашата заложба да им се даде на жените сила и знаење, за да ги знаат своите права и должности во социјалното општествено живење, но и секако тие да бидат активни учесници во нашата религиозна заедница. Инаку женската организација е многу активна во Германија и Англија.
Во Пакистан, Индија и Африка се организираат посебни активности на женската организација. На Балканот пак имаме послабо членство, но работиме на тоа нашето членство со жени активистки да се зголеми. Активностите на женската организација се голем предизвик, зашто живееме во секуларни општества, каде што многу луѓе не веруваат во Бога. Голема предност и одговорна задача е тоа што можеме да работиме во посебна насока со младите. Децата се тие што во денешницата треба да добијат правилни одговори, посебно со вербата во Бога. Не е доволно само да се каже што има напишено во Куранот. Треба да им се објаснат Божите заповеди, а треба и да се знаат зошто е тоа така. Можноста што можеме да дојдеме во допир со слободата што се крие во позадина, за нас е задоволство и затоа обрнуваме посебно внимание на религиозната едукација. Се надеваме дека со правилното толкување за примената на напишаното во Куранот, на младите луѓе ќе им одговориме на многу духовни прашања, а ќе им помогнеме да бидат свесни и самокритични и да не прифаќаат секакви одговори кога се мисли за цврстата врска со семоќниот Бог, затоа што тој помага со молитвите и живее за помош на луѓето. Инаку да кажам дека професионално работам како новинарка во Весник, но и активно работам на проблемите кои што ги мачат жените во целиот свет. पाक के काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के आओ रोजो शब हमारे देख लो चांद से मिलते सितारे देख Доаѓам од Сирија, со ова место ме поврзува еден интересен настан за кој ќе ви раскажам. Една ноќ кога останав дома сам, на сон ми дојде чесниот Месија, сонував како во џамија изведува намаз. По неколку години дознав за активностите на Ахмадија џамаатот, односно го видов халифата на телевизија. Тоа беше истиот лик кој го сонував таа ноќ. Така го прифатив џамаатот, а истото им го препорачувам и на сите оние кои сакаат да ја дознаат вистината за Аллах. Целото мое семејство ја прифати верата и учењето на Ахмадија џемаатот. देखने वालों नजारे देख लो काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। I am a school teacher here. My name is Mahmoud. Се викам Махмуд, живеам близу Франкфурт и сум учител, предавам германски јазик. Ние веруваме во исламот, веруваме дека мажите и жените имаат исти права во секојдневниот живот во општеството. И во говорите на халифата овие денови можевме да го слушнеме истото тоа, истата порака до сите присутни, љубов секому, омраза никому. Па еве, добре дојдовте на годинашнава џалса Салана, ви посакувам пријатен престој. My name is Shan, and I live here in Germany in the near. Се викам Шан и јас живеам во близина на Франкфурт. Овде на џалса Салана може да се види онаа еднаквост меѓу мажите и жените. Овде сите сме исти, никој не е подобар од другиот до него. Ваква позитивна енергија и смирен дух нема да најдете никаде на друго место. Среќен сум што живеам овде и што имав можност да го видам халифата, нешто што не се случува во секоја држава. हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया. Карактеристично, но и изненадувачки фактор е дека овој настан не е обезбедуван од полиција. Организацијата на тредневните настани е на врвно ниво, а меѓу присутните посетители владе и мирна, пријателска и топла атмосфера. Со насмевки на лицето, со трпеливост, на најлюбезен и културен начин, со почит и со поздравот селям, се услужуваат сите присутни. Медицинската помош исто така спаѓа во гостопримство. Тимот лекари постојано е на готовс доколку некој од гостите се пожали или му е неопходна прва помош. И годинова голем број на муслимани учествуваа во емотивната заложба на верност Баијат на раката на петтиот наследник на ветениот Месија, мир на него,
и за време на церемонијата за прв пат земаа залог. Вообичаено за ваквите муслимански настани е жените и децата да бидат сместени во посебни одделни хали од мажите. Неговата светост, Хазрете Мирза Мирсор Ахмад, беше во посета на женската сала. Одржа инспиративен говор пред илјадниците муслимански жени и им се заблагодари за големите жртви што жените ги направиле низ историјата. नुसरतों के नजारों के शाहिद हैं हम और Во близина на салите се наоѓа и пазар кој е посетен од верниците во голем број. Изложени се традиционални пакистански јадења, овоши и зеленџук, разни видови облека по пристапни цени. आया हुआ हम पे फजले खुदा हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ असरे हाजिर में वहदत खिलाफत से है ये जहां में अमा का सफीना हुआ असरे हाजिर में वहदत खिलाफत से है ये जहां में अमा का सफीना हुआ हम पे फजले खुदा हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हम पे फजले खुदा हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ राहबर है हमारा वो शेर खुदा जो है तख्ते मसीहा का वारिस हुआ राहबर है हमारा वो शेर खुदा जो है तख्ते मसीहा का वारिस हुआ हम पे फजले खुदा हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हम पे फजले खुदा हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हम खुदा के खलीफा के ताबे हुए जिसकी ताअत का है अहद बांधा हुआ हम खुदा के खलीफा के ताबे हुए जिसकी ताअत का है अहद बांधा हुआ हम पे फजले खुदा हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हम पे फजले खुदा हर कदम पर हुआ हमको हासिल खिलाफत का साया हुआ हमको हासिल Годинава македонската делегација се состоеше од околу 50 на членови кои ги проследија говорите на првиот човек на Џалса Салана и ден по завршувањето на конвенцијата беа примени на гости од страна на неговата светост, петтиот халифа Хазрете Мирсор Ахмад во Франкфурт, каде што имаа можност да поразговараат со халифата, да постават прашања, но и да добијат одговор. Нашата екипа со внимание ги проследи тредневните настани, а потоа уживавме во остатокот од разгледувањето на неколкуте градови во Германија. 10-дневното дружење помина во најдобар ред, благодарение на одличната организација од страна на господинот Васим Ахмад, а на покана на првиот човек на хуманитарната организација Humanity First од Македонија, Сафет Дестанов. Ние моментално се наоѓаме на Џалса Салана, Германија во Калцруе 2018 година и во моментот сме пред штандот каде што е изложена нашата македонска литература. Инаку ние се трудиме колку што можеме во границите на нашите можности да ја печатиме целата литература и досега имаме направено превод на 39 наслови. Така да нашата литература е достапна за нашите граѓани во Република Македонија и да ја искористам оваа прилика да ги поздравам сите наши родбини, пријатели, блиски во Македонија, да во текот на едно време во следните години да и бидат и они дел од овој собир. Најпрво ми искажувам мојата благодарност до моите сограѓани
кои што се припадници на организацијата Ахмадија во Република Македонија. За прв пат сум на оваа манифестација, искрено сум, моите впечатоци се големи, се работи за една сериозна организација, на многу високо ниво, со големо ниво на дисциплина и она што е најбитно, многу добра организација. Она што го слушнав тука се работи на вистина за апел, за взаемна толеранција, разбирање, почит, ширење на љубов, пријателски врски, без разлика на сите наши различности како луѓе и народи кои што ги има помеѓу сите нас и во Македонија и во светот. Јас сум градоначалник на општина која што има 115.000 гања и во истата општина живеат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби и други етнички заедници, различни по своите политички, но и по своите верски убедувања. И токму ова што го видов овде е дека се пропагира дека различноста треба да ни направи уште посилни и повикува на апел да видиме сите служни взаемно да се почитуваме. Уште еднаш искажувам мојата благодарност до организаторот за оваа покана и секако дека моите впечатоци ќе ги пренесам на моите сограѓани во мојата општина и на сите останали. Честитам на организаторите, бидејќи прв пат сум во вакви елементи и за тоа сум благодарен на организаторите. Овдека видим дека има од цел свет, али нарочитно, како кажа, градоначалникот на општина Куманово, овдека е една мала Куманово, бидејќи тука присуствуваат сите сите народи во светот и од Македонија, конкретно од Куманово, Србија, македонци, албанци, власт, роми, што значи ние како граѓани на општина Куманово и како граѓани на Македонија треба овие пораки што се за мир, за солидарност, треба да ги имаме предвид во иднина ваквите да се организираат уште на другите места и да присуствуват ние како граѓаните на Куманово, како граѓаните на Македонија. Јас сум ова по втор пат доаѓам од тоа што прошлиот пат кога дојдов минатата година за прв пат и навистина бев одушевена од организираноста на ова настанот и затоа и посакав пак да дојдам, бидејќи јас имам прошетано на многу семинари, обуки, вакви организирани средби, ама ваква организираност до сега не сум сретнала и затоа ми остави многу впечаток и затоа сакав пак да дојдам. Мислам дека ако ме поканат и следната година ќе дојдам, така да има што да се слушне, се сретнуваме со многу луѓе, гледаме различност, тука има од цел свет народ, што навистина е интересно, се запознаваме, се дружиме, исто така и со групата од Македонија што дојдовме, исто така од различни градови, разни луѓе и тоа е за нас голем плюс што се запознаваме, што се дружиме и што имаме поголемо пријателство, повеќе другари во нашата земја. Овдека многу е јака пораката на сите говорници, еве сега баш слушаме дека најбитното што е да се шири љубовта, да се сакаме, да се почитуваме. И јас истото тоа би го препорачала, би сакала тоа да го имаме, бидејќи без љубов, без почитување, без познавање и запознавање на различности, ние не сме ништо. Затоа треба да го почитуваме тоа што ни го каже. Јас сум член, можеби 5-6 години во Ахмата Муслим џемаат. Јас сум Бајрам Кадриов од Берево и се чувствувам прекрасно, бидејќи сум муслиман во ова
традиција. Значи ова муслиманска ахмедиска организација. По прв пат доаѓам на ова Джалса Салана, ова организирање тука што го обавува ахмедиското движење во Република Македонија на чело со Сафет. Прв пат сум тука, од причина што бев сакав да истражувам, да видам кој е ова учење, што ќе допринесува и воедно сакав да дојдам да видам што како ќе биде. А што се однесува до нашето движење, јас денеска се одлучив да дадам заклетва да бидам дел од ова ахмедиско движење во Македонија и ќе пробам во рамките на моите можности да се вклопам и да помогнам за луѓето, пријателите, симпатизерите на ова движење кои би сакале да се вклучат во него и очекувам дека ќе има успеси. Без разлика на социјалниот статус, верската припадност, како и националноста, сите луѓе од целиот свет треба да бидат поттикнати да работат за мир и правда, да владее единство и љубов меѓу сите, а омраза меѓу никој. Се желбите со кои заврши 43-та конвенција Джалса Салана во Германија. आए हैं मेहमान मसीह पाक के, काफिले दर काफिले उशाक के, आए हैं मेहमान मसीह पाक के।